Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Утре е празникот Света недела, почитувани слушатели, нека е напомош, а денес пак црковната општина Света недела од Ејџекс привршува со фестивалот по повод патрониот ден, што е утре на самиот ден, на 20. јули, празникот Света недела. А ние ќе дадеме краток прилог. А исто така во вечерашнава наша емисија гостин наш ќе биде председателот на организацијата Обединети македонци Ристо Дурловски. Ќе дадеме и од рубриката Жена, мајка и дом, завршувајќи со мој коментар на неделата. Ви посакувам пријатна разонуда. Најпрво да отпочнеме со прилогот за празникот Света недела. Нашите православни верници не прават разлика помеѓу недела како седмичен ден и Света недела како празник посветен на Света недела. Света недела е светителски празник, посветен на маченицата недела, и тој е еднаш во годината на 20. јули. Света маченица недела е секогаш на една иста дата, а секоја година го менува денот, додека пак Христос заради Христовото воскресение се слави и денот недела. Оти секоја недела е всушност мал Великден. Затоа правете ја разликата помеѓу седмичниот ден недела и Света недела. Во времето на христоборните цареви Диоклицијан и Максимијан во Анадолија живееа две побожни стари души, Дороти и Евсевија. Беа побожни христијани, богати, но бездетни. Со непрестана молитва испросија од Бога едно чедо, ова света, прекрасна недела. Таа од детството му се посвети себе си на Бога, воздржувајќи се од се што прават разузданите деца. Кога порасна, Христос и прекрасна во телото на душата, навалија многобројни простци, но таа сите ги одбиваше, велики дека е вереница на Господ Христос и дека ништо не сака освен да умре како девојка. Еден од одбиените и ги обвини недела и нејзините родители како христијани пред царот Диоклицијан. Царот нареди и нејзините родители прво ги мачеа, а потоа ги протераа во градот Мелитина, каде што својата вера во Христа пред Максимијан, тој нареди и ја тепаа со воловски жили. Потоа царот им ја предаде на војводата, прво на Иларион, а откако тој умре на Аполонија, овие ја мачеа зверски на сите можни начини, но се им беше залудно. Додека Света недела лежеше во рани во затворот и се јави Господ Христос и ја исцели и рече: недело, не плаши се од маките, мојата благодет е со тебе. Христовата благодет навистина ја спаси ова маченичка и од оган и од зверови, со што низините суди мислеја со сигурност дека ја умртва. Многумина незнабожци, гледајќи го нејзиното чудесно спасение од толку смрти, поверуваа во Христа, но сите беа заклани, а Света недела им рече на Аполонија:
на ниеден начин нема да ме одвратиш од мојата вера. Ако ме фрлиш во оган, ги имам тројцата младенци. Ако ме фрлиш над зверовите, ги имам за пример Данаил. Ако ме фрлиш во морето, пример ми е пророкот Јона. Ако ме пресечеш со меч, ќе се сетам на честниот претеча. За мене животот е да умрам за Христа. Тогаш Аполони нареди да ја убијат со меч. Недела клекна на колена, ги подигна рацете кон небото и му се поклони на Бога да ја помилува и да ги спаси сите оние што ќе го ослават нејзиниот спомен, а нејзината душа да ја упокои заедно со душите на нејзините родители. Кога ја заврши молитвата, му ја предаде душата на Бога пред да се спушти мечот врз нејзината света глава. Чесно пострада и се пресели во Небесното царство во 289 година во Никомидија. Уште еднаш нека честит празникот Света недела, а тоа ви посакува и управата на црквата Света недела од Еџекс со председателот Ристо Трифуновски, повикувајќи ве и во утрешниот ден да дојдете на заедничка богослужба на самиот ден Света недела. Нека напомош и благодарност од управата на Света недела со Ристо Трифуновски до сите оние кои беа на фестивалот. По повод Илинден, празникот национален и религиозен, Организацијата Обединети македонци на чело со председателот Ристо Дурловски ве поканува сабота на 1 август да со почеток во 11 часот предпладне, каде ќе се положува венец во чест на паднатите борци за слобода на Македонија во дворот на црквата Свети Климент Охридски да дојдете. В недела на 2 август по 68 пат Организацијата Обединети македонци ве поканува на традиционалниот илинденски пикник на
на Илинденскиот парк. Прославата отпочнува со богослужба во манастирот Свети Илија од 10 часот утрото, каде што ќе се избира манастирски кум за следната година, а свечената прослава ќе отпочне од 2 часот попладне со свечени говори и општо народна веселба со групата Мерак и познатата од Чикаго Марика. Добро дојдени сте сите. Црквата Свети Наум Охридски од Хамилтон со председателот Крис Клашов и управата ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки слично со нивниот сервис и добро подготвеното јадење. Затоа пак секоја недела и во православните празници се одржува богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 905 387 0111. Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Борис Стојкос со задоволство ве известува дека на 13 септември со почеток во 1 часот попладне ќе се одржи попладневна дискусија Afternoon Discussion со универзитетскиот професор Ендрю Росос, која ја публицира книгата за историјата на Македонија на англиски јазик. Овој респектиран професор Росос, кој заврши студии на Michigan State University во 1963 година, а постдипломски на Станфорд University во 1971 година, за да потоа биде професор по историја на Торонтскиот универзитет. Не заборавете 13 септември во 1 часот попладне Afternoon Discussion со професор Ендрю Росос. За подетални информации јавете се на црковниот телефон 416 421 7451. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416 624 0853 или 647 780 6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416 624 0853 или 647 780 6549. Од рубриката Жена, мајка и дом во вечерашна наша емисија ќе ве запознаеме со крушата како плод или како лек. Знаеме дека крушата е многу вкусна за јадење, но исто така и многу корисна. Овој плод Хомер во Илијадата и Одисејата го нарече дар од боговите. Крушата лечи многу болести, за да добро се осеќате и да немате вртоглавица, а со тоа ви го нормализира притисокот. Исто така ги успорува ќелиите на застареност, а и се бори против добивање на рак. Со влакната кои се во голем број во крушата се помага лесно варење на храната и забрзување на метаболизмот. Ги содржи речиси сите витамини кои се неопходни за телото и организмот. Крушата помага за панкреасот и сврлање на песокта од бубрезите, за намалување на температурата, за кое мора да испиете во поголема количина, односно во поголема чаша природен сок од круша. Најдобри и најлековити се кинеските круши. Инаку крушата помага за спречување на ракот на дебелото црево. Оние кои патат од запек исто при нужда, исто помага. Со гликозата што ја има во крушата ви дава енергија. Крушата го регулира шеќерот, но доколку не сте на инсулантна терапија. Исто така се користи чај од листот за смирување на кашлицата, промуклост и воспалено грло. Помага, како што реков, ги сврла песокта и бактериите од мокрачните патишта и бубрезите. Да не заборавам да го кажам и тоа, доколку имате болови, посебно на зглобовите, помага крушата. Се препорачува да јадете круши што се со потемна боја на лушпата, а оние кои се љубители на лукот, кромидот и киселата зелка, се препорачува да јадете круша за да го очисти мирисот во устата. Ете, тоа беше од рубриката Жена, мајка и дом, и овој пат
крушата како лек. Samo čekam, samo mislim, samo se izmačuvam. Samo se izmačuvam. Neko treba da me ima, da me ima, da me miluje. Neko treba da me čuva, da me čuva, da me baknuva. Neko treba, ama nema, veke nema da me miluje. Neko treba, ama nema, veke nema da me baknuva. Pokraj prozor želna gledam da te dogledam. Danas nema, utre nema, samo se zalažuvam. Samo se zalažuvam. Neko treba da me ima, da me ima, da me miluje. Neko treba da me čuva, da me čuva, da me baknuva. Neko treba, ama nema, veke nema da me miluje. Neko treba, ama nema, veke nema da me baknuva. Nekoj treba da me ima, da me ima, da me miluje. Nekoj treba da me čuva, da me čuva, da me baknuva. Da me čuva, da me baknuva. Nekoj treba, nekoj treba. Организацијата Обединети македонци по 68 пат го одбележува македонскиот национален празник Илинден со сите вас, почитувани мои сонародници. Имено на 1. август ќе се положува венец пред споменикот на паднатите борци, знаени и незнаени, за слобода на Македонија, пред дворот на црквата Свети Климент Охридски. Тоа ќе биде во 11 часот предпладне, а на 2. август големиот илинденски пикник. Токму затоа на телефонска линија го имаме председателот на Организацијата Обединети македонци Ристо Дурловски. Ристо, добро вечер. Добро вечер, драгите. Поздрав до сите слушатели на вашето прекрасно радио. Благодарам за поканата. Ние, македонците, навистина чезнеевме за независна и обединетост на Македонија. 1991 година ја добивме, како што сите знаеме, независноста на Република Македонија, но за жал влеговме во прангите. Паднавме под окупација на Европската Унија и НАТО, изманипулирани со нивните големи лаги. Просто станавме робови во овој 21 век. Пред да одиме на актуелното, што би кажал на овој мој коментар? Дали гледаш некоја добра иднина со нив, зборувам за Европската Унија и НАТО, зашто верувал или не? Јас лично само гледам темнина, како да сме сите македонци во Зандана, во затвор, од кој со нив никогаш нема да видиме виделина. Драгите, апсолутно го делам мислењето со тебе и мислам дека не само ние македонците и други народи слични на нас или во регионот, кај што живееме, кај што обстојува Македонија и другите се во слична ситуација. Дури имаме изјави на хрватски политичари дека наместо прогрес направиле дегрес во Европската Унија и не се задоволни. Исто така тоа беше порано, го кажуваше отворено
Орбан и Фицо и други политичари, што значи тоа е вистината, дека на жалост Европската Унија не е тоа што треба да биде. Не е собир на народи кои што ќе заедно ќе прават прогрес и подобар живот. Направена само за овие 2-3 поголеми држави, поточно речено за државите што ја делеат нашата држава во 1913 година. Токму така. Знам дека и овој пат ти, драги Стојковски, Грек Цанев, Владе Гроздановски, а и Мендо Бакаловски, се трудите да го уредите местото, односно паркот, каде ќе ги дочекате македонците, за да заедно се одбележи овој наш македонски национален и религиозен празник Илинден. Те молам за слушателите на Глас од Македонија, што најпрво ќе ги запознаеш со 1. август? На 1. август, точно како што спомна драгите, во 11 сато, 10 до 11 сато ќе мини панахидата пред споменикот на незнаениот јунак во дворот на црквата Свети Климент Охридски. Ќе имаме таму неколку свештеници, наши симпатизери, членови на организацијата Обединети македонци. Сите заедно ќе направиме таа панахида, ќе му дајме почет на паднатите херои, војводи, знајни и незнајни јунаци, и тоа ќе биде еден респект за нив, и после ќе бидеме спремни за другиот ден, односно за прославување на големиот Илинден. Токму така да спомнам, да значи уште еднаш во 11 часот да бидат нашите слушатели во црквата Свети Климент Охридски на 1. август. Но ова година токму на самиот ден Илинден празнично се одбележува денот. Кажи ни нешто повеќе околу 2. август и пикникот во Илинденскиот парк. Драгите, вака можем да ве обавестам сите вас кои го слушате ова радио, дека ние како организација сме спремни да пречекаме гости кои што во протекни доаѓаат околу нешто над 1000 луѓе. Спремни сме да пречекаме дупло повеќе. Се што е потребно до сега скоро е завршено, сега имаме некои мали ситни работи што ги дотеруваме, што ги шминкаме, што размислуваме и така натаму, иначе грубо се е завршено. Чекаме да дојде дено, заедно со свештениците, гостите, и да го прославиме големиот празник, да би се радуваме на истиот, да поиграме, тие што сакаат да играат, има добра музика, како што и вие спомнувате често пати, со групата Мерак, Ице Димитровски и пеачката Марика од Америка, односно од Чикаго, која како што самата кажува дека за прв пат настапува во Канада, можете некоја околност ексклузивно да дојде тука кај нас во нашата организација, односно на нашиот Илинденски парк. Значи таа ви дава и чест, таа ви даде и чест вие, значи што за прв пат кај овде во Канада доаѓа. Точно така. Да. И имаме привилегија и чест. Да. Како што кажав и претходно и од вашата порака, дека ќе се избира и кум на годината, така да и овој пат со нашите традиции одиме, така? Точно така, драги. Да. Во 10 сата сабајлето ќе имаме служба во манастирот Свети Пророк Илија, и одма после службата ќе избираме кум за другата година, и овие верниците ќе можат таму да запаат цвеќа, да се помолат за здравје на фамилијата, и после понатака околу 2 сата ќе продолжиме со официјалната програма. Ќе настапат играорците од Маркан, после официјалното представување, и потоа почнува забавата која ќе траи до доцна во ноќта, да. Доцна во ноќта, додека луѓето сакаат да бидат активни, да играат. А кога се отварат вратите? Вратите се отворат во 8 сато сабајлето, и сите сте добродедени да си
Патите добро место, односно поблиску до вината, добра сенка, заедно со фамилијата, со пријателите и заедно да се одбележи денот. Да го одбележиме денот, да играме, да пееме, да се веселиме. Па да се одбележува овој наш национален празник Илинден навистина е од голема важност. И додека во Република Македонија е со академска вечер спроти Илинден, како што знам, така барем беше и верувам и се уште е, за да потоа продолжи со говори во знак на Илинден во Крушево, тоа е на 2, значи август, и ни сите градови на Република Македонија. Организацијата Обединети македонци пак се труди, макар и на скромен начин, да го означи овој значен ден. Но најважно е од се да се подсетиме кога во 1903 година се појави првата република на Балканот, иако за жал траеше многу кусо време. Но ние македонците што сме надвор од републиката, со пикниците што се прават, е едно заедничко дружење, како што рече таму да си дојдат, со пријатели и најблиски роднини. Рече ти, Ристо, дека и групата Мерак со познатата пеачка Марика од Чикаго ќе допринесат да присутните гости бидат во добро расположение. Па, ајде да ја слушнеме сега премиерно групата Мерак со најновата песна Разделба. Да чуеме.
За сите вие кои подоцна ги отворивте вашите радиоприемници, да спомнам дека Организацијата Обединети македонци по 68 пат го одбележува македонскиот национален празник Илинден со сите вас. Имено на 1 август ќе се положува венец пред споменикот на паднатите борци знаени и незнаени за слобода на Македонија пред дворот на црквата Свети Климент Охридски, а тоа ќе биде во 11 часот предпладне, а на 2 август големиот Илинденски пикник. А на телефонска линија пак го имаме председателот на Организацијата Обединети македонци Ристо Дурловски. Ристо, знам дека се потрудивте овде меѓу нас да дојди значаен гостин од Македонија, но се надевам дека тоа ќе се реализира за гоцевата вечер. Дали се јавувате со некаква резолуција или порака до владата на Република Македонија и до председателката Гордана Силјановска-Давкова со апел да не заборават на нас иселениците, а поготово македонците од соседните земји, према кои треба најмногу да се грижат? Да, драгица, ние тоа го направивме уште на гоцевата вечер, кога се обративме и до председателката и до премиерот, и побаравме и до Грција и до Бугарија, побаравме да се направат одредени прогресивни работи, односно Грција и Бугарија да ги признат нашето минато, односно да го бележат местото на погибијата на Гоце Делчев, таму кај што погина во Аница Кукучка, и истото да направи Бугарија да има респект за Македонија и за патот кој што го врви. И истото веројатно ќе направи слична дувачка или апел до релевантните фактори на Македонија да го овој пат веројатно ќе бараме да го поништат договорот со Бугарија и да не одиме понатака во тој зачаран круг кај што Македонија може да биде само губесник, а ништо друго. Токму и баш во мојот коментар што го давам на неделата, токму и тоа го спомнувам. Но пред да одиме со завршниот интервју со тебе, дали имаш уште нешто да кажеш пред да го дадеш твојот илинденски поздрав во име на Организацијата Обединети македонци до слушателите на радиочасот Глас од Македонија? Имам, драгица, да кажем една важна работа по моје мислење. Ние зошто го славиме Илинден, односно велиме дека имаме 3 Илиндени, односно Херонеја 338-та, Илинден 903-та и 8 септември 991-та. Овие 3 големи настани за нас македонците се од огромна важност и како што спомнавме пред малку, на жалост, Македонија беше распарчена во 1913 година, но Господ мислел поинаку и ја вратил назад Македонија во живот. Меѓутоа, моето лично мислење е дека ние нема да бидеме нескромни ако очекуваме и 4 Илинден, односно воскреснување на целокупна Македонија. Тоа е наше право и тоа е, ако е од Господ предвидено таму, кај што Господ рекол на повеќе од 30 пати во Библијата, односно Библијата ја спомнува повеќе од 30 пати. Да, 36 пати, да. Значи, ние имаме право да бидеме тоа што сме биле. А тоа веројатно и Господ го сака. Ние сме македонците, ние сме луѓе коректни, исправни и не му мислиме на никој лошо. Меѓутоа не можеме да дозволиме некој нас да ни прави лошо. Точно е. Тоа со право можеме да речем да очекуваме и 4 или не. Али јас сум рекла многу пати, во Македонија е роден Бог и сите богови и богини. И дури и многу светци што ги кажуваат таму биле родени, а всушност тоа е големата Македонија, би рекла. Ристо, јас ти благодарам, односно што оддели од твоето, би рекла, скапоцено време. Знам колку е тешко кога се организира нешто, затоа што и јас тоа сум го поминала многу пати. А вие, почитувани
слушатели, заокружете ги овие два датуми. 1 и 2 август. Значи 1 да одите во црквата Свети Климент Охридски во 11 часот предпладне, каде ќе се положува венец пред споменикот на знаените и незнаени борци за слобода на Македонија, а пак 2 август, како што сите знаеме, патот веќе нека не води кон Илинденскиот парк, заедно со сите македонци, роднини пријатели, да се одбележи овој значен празник. Јас во име на радиопрограмата Глас од Македонија ти го честитам, односно и на сите вас ви го честитам овој значен ден, Илинден, како што рече Керонеја, исто така 903-та, морам да спомнам и јасном го спомнувам, 44-та, а ова 91 година уште не можам да речам дека е 4-ти Илинден, затоа што тоа е само еден дел на Македонија. Кој ќе биде цела, тогаш веќе можам да го кажам од срце дека е тој вистинскиот нов Илинден. Ти благодарам многу и ти посакувам добро здравје и расположение. А во име на Организацијата Обединети македонци, заедно со тебе како председател, до целиот македонски народ да ја дадеме и поздравната Илинденска честитка, за да бидеме секогаш сплотени заедно и само така можеме да одиме напред и да ја обединиме Македонија. Ти благодарам, Ристо. Благодарам, драгите, за можност да се обратам и уште еднаш поздрав до сите слушатели на гласот на Македонија и се надевам и верувам дека ќе дојдат луѓето во позначаен број на Илинденскиот парк и сигурно дека нема да зажалат, оти имаме спремено се најдобро за да ги причекаме гостите најдобро што можеме. Нормално, како добри домајќини, тоа всушност веќе се види и понатаму ќе се види како од срце го дочекувате својот македонски народ. Ти благодарам и добра ноќ. Исто така, драгите, благодарам. Благодарам. Поздрав до слушателите, пријатно. Hey
dušani, tije što ne delat mogu vekovi. Site Makedonci, Bože, sonce sonija, jedna da je Makedonija. Ajde neka puknat, site dušani, tije što ne delat mogu vekovi. Site Makedonci, Bože, sonce sonija, jedna da je Makedonija. И да одиме сега со коментарот на неделата. Се уште се разговара, односно и се наредува на Република Македонија од страна на Европската Унија но затоа пак тука е и покрај другите и ќерката на најголемиот фашист со Хитлер, Урсула ван дер Лајн и Макрон, кој сиротиот, од што е збунет и во приватниот живот, па не знае што зборува, како и неколку други, без да ги спомнувам, татарските бугари или африканските грци, кои велат да го промениме Уставот на Република Македонија и да сме ги внеселе неколкуте стотици така наречени бугари, односно испиените во мозокот македонци родени во Република Македонија. А што се случува со македонците во Бугарија? Или лесно е да се наредува? Меѓутоа, големо е прашањето на преговарачката рамка, која е клучниот проблем за сето ова. Ако Преспанскиот договор е наш историски пораз, да не дозволиме и нови порази, вклучувајќи го овој бугарскиот, па и албанскиот. Се надевам дека актуелната влада на Мицкоски, заедно со председателката Силјановска Давкова, ја променија реториката, зашто, колку што знам, на Брисел му е дадено до знаење со запирка и точка дека со Македонија не може таа Европска Унија да прави што сака. Но каде е пак нашиот потек? Добра е реториката, но мораме со акција најпрво да се исфрли вториот протокол со Бугарија, што е направен. На нас ни требаат и други протоколи нам не ни требаат други протоколи за да не стават на крајот од темната улица, каде не ќе има никаков излез за нас. Што значи, таа преговарачка рамка е илегална, зашто со ултимативното мешање во нашиот македонски идентитет, како историјата, едноставно Европската Унија сериозно го прекршува меѓународното право, но само врз нас македонците, зашто на тој начин со протоколите од страна на Европската Унија е бришење на нашиот македонски идентитет, јазик, историја. Таа недемократска, но нацистичка Европска Унија игнорира и ја уценува Македонија за да се промени Уставот на Република Македонија. Тука е францускиот предлог на изгубениот, како што реков, занесениот и блудничавиот Макрон, кој за нас е голема катастрофа. Едноставно, наша капитулација е доколку го примиме тој, а и ултиматум на Франција, Европската Унија или Брисел и Бугарија. Нам не ни треба тој втор, како што реков, протокол, кога таа Европска Унија ги занемарува 4-5 милионите и повеќе македонци кои се обесправени во татарската Бугарија, која и при пресудите врз самата Бугарија, таа и понатаму си продолжува со истото, илузирајќи за така наречената Сан-Стефанска Бугарија од Црно море до Јадранско море и од Егејско море до или над Дунав. Доста беше со лагите на Европската Унија, НАТО и Америка. Во случајов, Европската Унија треба да ја исфрлиме со сите нејзини диктаторски ултиматумски договори, зашто во таква Европска Унија не сакаме да влеземе, не знаејќи кои сме и од каде сме тогаш би биле. Иако сме најстариот народ на светот со цивилизација, наука, просвета, култура, историја, а најмногу пак со демократија. Многу пати спомнував дека Европската Унија ќе се распадне, порано како шпекулација во несогласувањата помеѓу 27 земји членки во Унија, а сега отворено веќе се пишува дека Европската Унија е поделена на две групи.
Навистина го чекам исходот што го посакувам подолго време, за секогаш да пропадне Европската Унија заедно со НАТО. Ова наше издание на Радио Часот Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на Subscribe. Посакувајќи ви пријатна седница, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку брановата должина на CMR радиостаницата и брановата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Часот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.